Добре дојдовте во уште едно издание на Нешто конкретно. Денешната епизода е сосема фамилиарна. Ке зборуваме за снаи, свекрви, за зетовци, за баби и дедовци. И ке го поставиме ова прашање: дали една е мајка или свекрвата може да биде мајка? Дали не постојат лоши снаи и свекрви, туку само лоши синови? А исто така ке прашаме за која снаа може да се рече дека нашла па зашла и дали синот тука е само напатена душа. И не знам зошто свекорите во целава оваа ситуација се безгласна буква, ама точно знам од кого денеска ќе побарам одговори. Сигурна сум дека досега никој вака не го најавил. Зет, дедо и таст. Драган Павловиќ Латас. Дали на психолозите им е полесно да преживеат со свекрвите, оти може да се користат со психолошки алатки и методи. Ке ни каже мој психолог Бојана Стојменовиќ. Најдобрата работа кај овој зет е дека родителите на неговата сопруга секогаш знаат каде е и што прави додека е на работа. Ненад Георгиевски. Сегашна сна, а идна дупла свекрва. Анита Даева. Овозможено од Меркур Македонија. Триглав осигурување живот. Воведни прашања прво, ќе почнеме од тука. Значи јас обично на гостите им се обраќам со име. Може со Драган или Чичко Драган? Ова го прашувам, затоа што сакав да прашам дали зетот ви се обрати прв пат кога дојде кај вас со Чичко Драган. Да сме у 2 сат на шанк и да сакаш да ме откачиш ако те напаѓам, тогаш би ми рекло Чичко Драган. Али сега не е 2, не те напаѓам, така да поише ми се свиѓа тоа првото. Добро. Зетот, па мојот зет е од нашава бранша, продуцент е, работи со Милчо Манчевски, со некои други режисери познати од Македонија, работи и со странци на филмови, спотови и такви ствари. Брзо се разбираме, бидејќи сме од слична професија. Ама како те вика? Па по име најнормално. Значи Драган? Па сигурно не тато. Не Ја имам 2 своји деца и доста сум им татко. Така да брзо се разбираме, заедно оговараме, заедно збориме за филмови, заедно збориме за работа, заедно загледуваме Млади плавуши. Добре. Не гледам зашто да не би било тоа и така. Тек е почеток на емисија, ќе ми добавиш на тому. Добро. Ајде, Анита, ти да ми кажеш како им се обраќаш на твоите, односно како им се обраќаш на таткото и мајката на твојот сопруг. Прво да кажам дека двајца се починат, иначе додека беа живи, тие за мене беа мајка и татко, мама и тато, ама и тие мене ми се обраќаа со ќерко иако имаат ќерка. Добро. Бојана, кој ти го чува синчето? И па, моето гостување е спонзорирано со мојата свекрва. Така. Сега, сакам да те прашам, внимателно. Слушајме, кога го чува, нели свекрвата синчето, на кого му помага? На тебе или на твојот сопруг? На нас. На нас. Затоа што да не е тука, ќе треба да е тука сопругот, па ќе треба да биде конфликт, па ќе треба да биде малку карање, а вака е мир во куќа, па ни помага на нас. И побаво звучи вака јавно кога ќе се каже. Ненад, тебе прво што ти кажа кога ја донесе невестата дома? Па заедно отидовме дома, со оглед на тоа дека невестата живееше нели вон својот дом, односно во свој стан, така што јас имав среќа да имам навистина прекрасна баба која што нели не е веќе меѓу живите и исто така и прекрасен дедо. Во секој случај, она што го коментиравме пред да почнеме нели на оваа тема, не можеме да ги одбереме, иако нели сопругата ја одбирам, ама бабата и дедото не можеш да ги одбереш и нели тука се работи на среќа, на што ќе налеташ. Имав можност да налетам на прекрасна баба која што се ја викав бабо или бабе нагалено, сега мамо не ја викав, нели, но во секој случај ми значеше исто колку и мојата мајка, со оглед на тоа дека навистина имавме убава комуникација уште од самиот старт. Тогаш оној нов назив тешта, од што е? Од тешка жена ли е или од да се тешиш дека тој не е македонски назив и не знам за преводот. Најверојатно треба србите. Баба си е баба, ташта е ташта. Ама па се вреѓа. Па не знам, кај мене сопругот мама ја вика баба, па дури ја некојаш ја не изе баба. Знаеш како не е битно како се викаме, битно е како и што си мислим. Најважното, да. Може би и тоа од тешка, па нешто извеле, не знам. А свекрва, свекрива? Не смеш да кажеш. Кај мене во сесија многу пати така ги викаат. Да, мојата свекрива. Свекрива?
Добро, ти не смееш тоа да го кажеш. Па јас не смеам да кажувам многу повеќе од тоа, ама има само мал дел. Може со превод виновна. Виновната, каде е виновна? Добро. Ајде сега да прашам ти кога стана зет, како беше првиот пречек, што ти кажа? Па види, јас станам зет многу рано на своји години. Мојата жена, сопруга, се омажи за мене кога имаше 19,5 години. Алеле, што ти рекоа бабата и дедото? Бабата имаше 40 години, значи тоа е негде Како тебе Снежана, колку ти. Да. И се можеш замислиш ти како изгледа зет кој има 23,5, има жена од 19,5 и баба од 40. Па бабава има, како се вика, па жена ми има тетка која има 37 и така, све некои жени у фамилија. Имаше изгодни. Што не се баби. Па ништо, знаеш како, ништо посебно не ми рекоа. Кога јас се женев, требаше на некого од таму да се каже дека невеста е трудна и дека треба да се На зијава. некого. Татко и во тоа време беше професор и декан на Машински факултет и чекавме мајка и да си отиде да прошета негде и да го најдеме насамо, бидејќи со него беше полесен муабетот. И онда седнавме вака, ја реков ја ќе му кажа. Добро. Па онда најдовме прилика и ја му викам, види, ние треба да се земеме. Како да се земете? Па така фино му објаснам, биолошки, како изгледа тоа. И он малце се шокираше. Отиде, чека да се облечам, ја тоа не можам вака, лето беше некој кратки панталони, тој муабет не се Да го води. прими свечано, А да ја таму- прими Весна. Не, таму има огледало кое има поглед на нивното купатило. Како што седиш овака, ја гледам, он се заплакна нешто, да дојде на себе. И onda поразговаравме и он рече, добро, има еден услов, што е, она мора да заврши факултет. Тоа беше главниот услов. Второ, да збориш со твоите и трето, да чекате да дојде мајка ти и вика, да се разговари со неја, да не го кажам тоа и ја, да не настрадам. Заврши тоа на татко ми кога му кажав на ручек, он не веруеше тоа, добро, дај да јадем, па после ќе збориме за тоа. Како викам, после ќе збориме, ама треба да се женам, да си нормален. И вика, ти си зборил со незините, викам, па нешто поставме муабет. Младо е девојчето, вика, треба да се издржава тоа. Треба да се работи, кој ќе работи од вас и такви практични муабети. Али кој имаш баба од 40, све е полесно. Како баба да ја викнеш на 40? Нели не иде, не иде, Па не иде. не И иде, значи како ги викаше? По име или како? Тоа не го правете ова па дома, не? Не, кажи ми како Не, им се по име, обраќаш. по име. По име им се обраќаш, добро. А твојата Па сопруга? персона е персона, и она исто. Да, не, мене ми е тоа глупо да сега глумиш мајка, татко, сега гледам ние за нашите мајки и татковци волку фина атмосфера и зборови не кажуваме, колку за туѓите татковци и мајки на женеви и маживе. А може им се погодиле? Моје е да ги почитува мојот татко и мајка, незиниот е да ги почитува своите родители, јас сум таму второ значај во почитувањето. Ако имам некој проблем, она треба да ме го реши со незините родители и обратно. Не сакам да влегувам у директни линии. Имам и за на- тоа прашање, да, кога Да, се караат, да. например, снаата и свекрвата, треба ли да се вмеша Па синот? ти имаш одговорност за своите Дефинитивно не. родители. Не треба да се Не. вмеша, зошто? Па не ли способни сами да го решат проблемот, што ќе има посредник? Па види, Некој двајца друг нема да знае на која полесно страна од да тројца. влече. Тројца да смириш едноце потешко него двајца. Да, затоа Боле поарно две двајца. нека се караат. Идете у соба таму и дојдете други луѓе. И како после ако не зборат, па после Кој да не знае? па не збори, ќе ти се наљути Која жената жена на тебе трае- заради мајка ти. Која жена има љутина повеќе од 24 сата? Ја. Ау, тешко на муж. Ја 10 минути да ти кажам. Ништо повеќе. Стварно? Да. Ти си се наљутила Мора да си никогаш рибо во кавга Не, да речеме да биг. се скараш? Не сме а? Знам да сум љута, знам. Биг сорак. И држам. Знаеш да се љутиш и држиш љутина, тоа не го. Ич. Не? Ќе научите, млади сте уште посебно на IT па 40. Сето тоа треба со текот на Замисли годините. си, можела Еден баба да стаж го во брак и после ќе ги Дали знаете дека ми кажа работите дека за сум што вреди, можела за да што му не бидам вреди да кинеш баба? живци. Не. Да. Некогаш сме ке карањето, јас ќе употребам нешто што татко. Замисли Ајде. да влезеш у куќа и Го снеже ти е давате баба, ваква плавуша. Бегај. Бегај ако Ти снежа. знаеш дека тој брак ќе трае, брат. Некој вечерта ќе го спаси, кој да е од дома ќе ускочи. Само ќе спомнам советот татко ми Ајде. околу кавга со сопругата, нели? Ако излезе некоја кавга поврзана и со незините и така натаму, дека сите кавги треба да завршат до 18 часот. До 6. Да, после 18 Е време за одмор. и да си легнете. Па до 6. Емисијава ќе трае пократко, дечки, Така до 6 да. сат. Имам време. Јас сакам да ти кажам нешто друго за преска. Чекај, Ако после ќе- кавгите дома не се насилни с краја да е, значи не е тепање, кршење, нема потреба никој да се меша. По моје искуство и искуство кое јас го знам од блиски, ако не сите, да кажеме 2/3 кавги се врзани со кревет и новчаник.
Значи, или нешто околу кревет има проблем, или туч кревет можеби, и новчаник, Финанси. и ги имало, ги немало, како се потрошиле. Тоа се врло индивидуални ствари кои се дешаваат помеѓу нив двајца, нас двајца или тие двајца, како сакате. Тука нема ни свекор, ни свекрва, ни брат, ни сестра. Ако Зетов се умеша у некоја кавга измеѓу жена му и мајка е, ќе се умеша и ќеркава, ќе спа имаш 2-3 брата, па 2-3 брата од таа страна и така настанува проблем. И онда ќе се разведат. Тоа се случаеви кога дедото или свекорот или свекрвата не придонесува, да речеме, во одреден дел оној финансиски кој што го збориш. Не. Па сосема со право може да улета и таа. Врзано со пари од разни карактери, карактеристики и извори. Ти зашто заработиш, ти не заработиш, што правиш по ова имаме, за ова немаме. Тоа се така браковите функционираат. Значи, затоа што брак е у суштина еден колектив кој е нематеријален интерес врзан. Така. Значи, они мора двајца да имаат треба да слични биде. интереси. Ако немаат слични интереси, нема што прават заедно. Ако влезе трет, ќе влезе и четврт, па ќе влезе и пет, па ќе влезе овој татко, па оној татко. Има други интереси. Како? Свекорот има други интереси. Затоа треба меѓу двајца. интереси. Добро, ајде сега да се навратиме и да идеме кај кавгите, оти во суштина тоа е целиот тој терен за борба, за превласт, најчесто кај жените, односно кај свекрвите и кај снаите, тоа е кујната. Така, кој поубава готви, или кај децата, односно Кај да живееш ги ти, бе? чува. Јас? Тефталиче. Во ново време не е баш така. Како ме не? Јас сум стара. Во ново време гледаш инфлуенсерки се снаите, такви се очекуваат. Но ја не знам ни една свекрва со снаа во кујна што се карам. Пошто свекрвите си готват. Да, Прво пошто се карат знаете, кој ги да нема отвори у кујна. фрижидер, тоа може, такви ствари. Зашо ги нема? Сме живеели изолва ми било со мене, никогаш не сме се. Не сте се карале? Не. А околу Свекрва ми- чувањето на децата? Никогаш. Зошто да се кара? Абе, најлесно е да се искараш со човек. Треба да најдеш начин да функционираш, сите да се срекни и задоволни. Тоа мора да се случува. Поинаку, барем смислата Ти на се беш животот, куќна помошничка. мене не ми е укава. Каква куќна помошничка? Мене сите ми се чудат. 27 години сум во брак. Толкава куќа една жена да ми дошла џамови да ми чисти. Може. Да не можам, нека доја, нека бриш. Нити свекрва, нити мајка. Кога сум имала истата приказна како сопругата на Латас, не сум била трудна кога сум се земала, после 2 години студирав, прва година новинарство, све ликвидирав на време, се омажив, свикам леле, јака работа, завршив, се омажив, не учам факултет. Доека се вратам на факултет, пак ми беше страшно тешко, бидејќи направив пауза од 2 години. Тука свекрва ми и мајка ми помогнаа максимално. И едната и другата. И знаеш како многу ми е битно кога они двајцата гледаат дека снаата и синот окей се. Не може они да бидат лоши. Ме сваќаш ли? Тоа е птен се екстремни случаеви и се е до воспитување и до карактер. Ама ако се појави љубомора кај самата свекрва, пошто нели во суштина зошто кога да е доаѓа љубоморна? снаата, може да ја почувствува како натрапник во семејството. Ама Не? ако ја почувства како натрапник, значи тогаш нека не го жени синот никогаш. Па како? Па како натрапник ќе чувства жена што дошла да и продолжи фамилија и лоза. Како може натрапник да Синот биде? има своји потреби, не може да му ги запре, сака Ама жена синот дома. има своји потреби, ајде не Добро, може, ама може она да си како ги она реализира била тие потреби. единствената жена нели во Да неговиот си живот, најде она дечко, све да. знае Па, најдобро. Боже мој, скраја да е. Бојана, коментар? Ајде. Секогаш има две страни од паричката. Има две приказни, зависи ние како ги гледаме, но она кое што најчесто се случува се проблемите заради кои што луѓето доаѓаат. И доаѓаат заради многу можам да кажам едноставни конфликти кои што ако не се решаваат на време, како што некој од вас кажа или ќе се реши на време или до 6 сат, тогаш веќе одат длабоко и тогаш веќе станува тоа проблем и не можат веќе сами да го решат. Така, една од најчестите исто изговорени реченици, кога на пример ќе се искараат по дома, нели мажот и жената е генерално е тоа кај мајка ти така или да сидеш кај татко ти. Вие сте изговорили? Сметам дека во ова денешно време фали таа толеранција и тоа воспитување кое што можеби порано го имало, не можеби него сигурно го имало, каде што нели керко ти одиш во таа куќа, односно кај тој и дали си сигурна дека ќе го сакаш и сакаш да живееш со него? Да, тогаш со него ќе си ги решаваш и проблемите, така ли? Значи те остава. Со тоа што Да не ми се во јавува, да не денешно ми се време жалиш. ја испраќаат и викаат: "Керко, само ако ти свика да си дојдеш одма дома."
Тоа е она што погрешно е воспитувањето во денешното време и заради кое што нели настануваат и поголемите кавги и разводите кои што се почели. И кога ќе дојде дома ја враќа назад. Не ја отвара врата. Се шета она. И после прошетана. Ете кај се шета. Да. Нема веќе почит како што имало порано ни кон свекрви, ни кон нели и самите меѓу себе и кон семејството. Па не знам. Па, генерално, да, сите имаме таков печаток. Сега фала му на Бога. Не се денешни. Прво, многу малку живеат свекрви заедно со снај. Добро. Да, за Скопје зборам. Сега. Тоа е првата работа. Така. Втората работа, девојки се еманципирани, влегуваат као личности, најчесто се збориме, денеска у брак, се мажат покасно од порано, значи позрели се, посамостојни се и економски, и ментално, и како сакате. И го знаат начинот како да го одржат тој брак како сакаат. И по писна јазик се вика. Па види, писна јазик е затоа што се осеќа еманципирана, затоа што се осеќа самостојна. А инаку сите бракови се исти. Ја не разбирам луѓе што се жена 4-5 пати во живот, ако нема некоја очигледна превара или ако не е наркоман, ако не е силеџија, она или он или слично. Исто е. Она доаѓа, многу е добра, многу е фина првата година, втората година почне да покажува своји амбиции, третата веќе почне да се нервираш, бидејќи тоа не е тоа, ако ја издржи четвртата, после е лесно. После се навикнуваш. Да, ако кој ќе се породи, детето само она го гледала, ти цел ден си јакал по улици, не си и помагал. Ако дојде мајка ти, она ќе се мршти, ако дојде мајка и да ја помине околу детето, ќе се спука тука. Ти не знаеш, ја ќе ти кажам. Види, јас сум поминал свој еден брак, а сум гледал барем уште 20 на своји другари и пријатели. Исто е сегде. Значи и да се жениш по 3-4 пати, истото ќе те чека, само нови трошкови имаш, друго да ја дигнеш на нозе, да ја навикнеш, да ја прошеташ, да ја прошеташ лево, десно и све. Така да, другачи се сега браковите, луѓето многу по-тешко влегуваат, а полесно излегуваат од нив. Никој веќе не го прашува ни таткото ни мајката кои се жени и мажи, нити бара одобрување, подршка или слично. Ја пак зборам за Скопје, ограничено е тоа. Све е поинаку. Јас имам ќерка која доста касно се мажила, затоа што сметаше дека тоа е и сметана кариера. Па добро, и тука Касно има по кавги. мене на 35 години. И тука има мислам дека кавги тоа кога- е досна за жена. Така. И сега има син и тако дале, ама ја мислам дека требало да го заврши тоа порано. Сега да го завршува порано, може нема да и се поводил човекот, овој се поводил па е добро. Кој го чува внучето? Она, Не ѝ помагате? само повремено не дава. Зашто? Не дава. Може сам? Може Она ќе сама? воспитувала, она ќе го правила човек, она ќе го правила све. свекрвата од другата страна не се И имаат меша? комуникација 24,5 сата у ден. Значи тоа да се збори, да се збори, да се збори нон-стоп, зашто така дете се воспитава. Помага, да, жена ми секако, но колку што ќе и дозволат. Помага. Па тоа е де. Тука има кавги. Ако и дозволи да помогне, да дојде, да ја викне, да, но она, ја ќе дојам, ај сега ти гледа нешто врши работа, ја да го сочувам детево, не е дозволено. Мора надзор. Види, Мора, види. не, Ти, можеш ти ајде, да дојдеш. самата Ако надзор. јас те Ајде, викнам, Анита, ајде кажи ми како ти би ако јас те реагирала. викнам, ако јас дојдеш, пази, јас зборам за моја ќерка. Да. И јас тоа го почитувам, ако она мисли дека може, а не за тоа е многу битно, направи го само, не е проблем. Нема зашто Ти, да контролираш. Анита, например, ако снаата утре дојде и рече да не се ми го пипнала дете. Не е тој однос, тоа е оштро. Или од Јас типот, го разбирам. има, оштро. ајде, Не. нема Значи, оштро, како еве прво вака нема ќе да ми кажам. каже немој да го Чекај само пипнеш вака, детето, сега ќе тоа ти сум кажам, сигурна. тоа знам. Прво нема да ти дозволи рече. за тоа е нивото на разговор на таа Тоа ја го мерка. кажав, да. Ајде вака. Не изгледа тоа Ако- така. Тоа изгледа дека ти детето се грижи за него, има свој модел, свои Ја бе играчки. водителка на Слушај, емисија. едно е јасно Малата си дека ме јас зема тоа сум го улогата. научила, го практикувам и срекна сум ако има примери такви. Не, сакам. Не за џабе рекле дека од стар човек зија нема. И тоа треба да го почитуваат посебно младите денеска. Како? Ама ликјар нешто нема. Значи, знаеш во која конотација го кажа се тоа и навистина е така. Оно што го кажа пред малку Латас, ако ти си поставиш релација, дали тоа ќе биде другарска, пријателска релација на почит, нема причина и да се роди проблем да не се реши.
А некој да ти каже, нема да ми го пипнеш детето. Нема да ми го пипнеш детето. Нема шанс. Например, еве, јас сум имала бебе, сум живеела со свекрва, двата сина ми се родени, уствари едниот е роден додека бевме во заедница, не, и двата ми се родени во заедница, значи живеевме и Золвата беше со нас повремено и сите. Јас уживав во моментот да го бањам детето. Не сакав никој да ми го бања. Уживав, значи сакав ја да го доживам. Се породив царски ред со двете, значи го немав оној мајчински момент да ги слушам дека плачат и знаеш како гледаш да си надополниш сето оно што си го немал. Немав избор. Немав избор и морав. Не е малку тоа себично, не на тебе ќе те прашам. Што е себично? Не е себично да си го чуваш детето само за себе заради ама свекрвата ако сака дете ќе си роди бре. Не. Кој да си роди? Па нели има она син да си го роди? Си го родила. Дали го гледала синот? Дали го бањала? Чекај, тоа дете кое што она си го родила, ти го дала на тебе. Не, значи ја не сум рекла нема ти да го бањаш. За кејфо да го направиш ќе дадеш. И сум давала да го избањам. Ќе идеш у театар, ти треба имаш работа, треба да искочиш со странки, лево, десно, да. Меѓутоа сум сакала сето внимание мое на детето, ја не да се подпирам на друг. Или не сум го правила тоа затоа што најдобро јас го знам, затоа што сум сакала. Секако дека тие подобро знаат. Изгледале деца. Ќе ти на колку речета, пази јас. И многу е битно на колку ќе се омажиш. Тоа се диаметрално различни работи. Моето дете се родило кога мајка ми имала 20,5 години. Што значи авторитет 0. Бабата една да го чува, другата да охрани, третата да го гледа, она да студира. Мајка ти имала 20,5 години? Жена ти така. Кога мајката на детето. Значи, она немала авторитет 0, затоа што треба да студираш, треба да учиш, да се бајле до 6 го доиш, у 8 си на факултет. Не е иста мајката ако роди на 20, ако роди на 30. Па не е исто, на 30, 35 е самостојна. Знае што сака и знае како да го даде. На 19 ти зависиш од родителите, економски зависиш, временски зависиш, воспитно зависиш, они знаат кој ќе добие температура, што треба да му се прави, кој ќе кашля. Треба да ги слушаш. Стома кој ќе му боли и ти не, мораш да ги слушаш, зашто не знае. Тоа време дечки немало интернет, сега има интернет, нема. Пуше, тоа е најлошо. Матична онлайн. Најлошо. Да, искоментирај. Не сум ти ја компетентен за чување на децата, затоа што за жалост станавме без мајката и бабата многу рано, веднаш кога ги добивме децата и ги чуваме буквално сами. Така што јас сум поборник сами да си ги чуваме и кога бабите би биле живи, мислам дека убаво е и го делам мислењето и со керката на Латас дека треба родителот да се го воспитува детето, бидејќи бабите и дедовците се малку повеќе толерантни и дозволуваат работи каде што нели ти работиш на детето и воспитувањето и одеднаш за еден час знаат да ти го разгалат. Целиот процес. Се мешаат луѓе и внесуваат своји елементи. Ја уредник усител, својот син, затоа што керката не ја гледав, односно не ја гледав колку што треба, да бидам со незе, бидејќи има 23,5 години, бркав исто факултет, бизнис и свашта. Мојот син 2,5 години го бањав ја у 2 сат на пладне. Имало вести, немало вести, трчаница од стадион, кај карши влада, живееме и назад. Секој ден ранење у 2 сат и заспивање. Ранење, заспивање, зашто имав на некој начин грижа на совест, бидејќи керката ја чува баби. Мислам дека децата треба да си ги чуваат своите родители, а другите да помагаат по потреба. Ако има услови. Ние што сме ги бањале децата, што сме ги повивале, што сме ги... Па ништо не гледале ни нас баби што не гледале. Јас знам ќе завршиме со распуст. Една баба во Куманово, друга во Србија во Крушевец. Експорт на 10 јуни, влез во Македонија на 1 септември, која ќе дојдам 10 кила с дебелена, само тоа мама ја нервирало. Да биде црвено. Иначе друго све било окей. Па добро, значи имало пак нешто што се допуштало, нели? Што бабата допуштала. Само да ја заокружиме, една статистика вика дека почесто има разводи, причината е кога е свекрвата од неверство. Ајде, Бојан, искоментира ми го тоа. Значи, вака, ова во суштина сега целово што го збориме тука 10-15 минути е практично проблем кој што се вика пробиени граници. Знаете, има нешто кое што многу сега се зборува, тоа е поставување на лични граници итн., ама не се зборува доста дека е многу важно да се постават и тие брачни граници, семејни граници, така да доколку не имаме поставени брачни граници, нема да има проблем ако настане конфликт помеѓу свекрва и не знам и сна или свекрва, можеби и синот
од нејзин, па кој се кого се кара, кој до каде може, затоа што сето тоа нешто на време Правила на кавги, што треба. како што Не правевме се кога правила бевме на деца. кавги, туку еве да речеме, таа кажува јас сакав да си го бањам детето и јас уживав во тоа. И предпоставувам дека незината свекрва знаела дека тоа е така и најверојатно не доаѓала да го бања, туку Не, и знаела. била тука и тоа, нејзин или некогаш, меѓутоа, да, но сум знаела, сакала, затоа што сум тоа е уживала во била до некаде и поставена нејзина граница, ова е нешто во кое што јас Значи, уживам да го снаата кога правам. влегува во домот, со се границите да си влезе, така ли? Зависи која сна и во кој дом и какви се Мобилна граници. царина и шета по роднини. За шалам, да. Не. Барикади. Да се вратиме на почеток. Ако е снаата со мужов, нема проблем. Околу кревет и околу новчаник, Се е супер. све е дозволено. Па добро, ајде тука да Се стане. потруди синов, Многу пред сериозно мајка стана. му и пред татко Многу му, сериозно стана. аболицира од цела одговорност. Така Ако е. не му Ајде се тука погоди да во овие две застанеме. ствари, ќе ја пушти као жртва на фамилијата и ќе ја изедат и за година дена ќе се отиде девојчето. И едва ќе чека да се случи. Да. Слушайте се. Кој треба да се вози на предното седиште во колата на синот? Мајката или снаата? Секоја снаата се вози шо. Добро. Кој треба да се вози на предното седиште во колата на синот? Мајката или снаата? Јас кажувам мој личен пример, секогаш јас сум се возила. А у која, као мајка или као снаа? Па сега кога маш ми ме вози, се уште сум жен. Да. Ајде. Не знам, зависи од каде доаѓаме, кој кого прв зема, не знам, ама се возиме некаде исто, вајда, зависи. Како? Што знам. Ти седиш напред или... Некогаш На пола јас, пат се некогаш се менува. крвата, да. Да, на пола пат се менуваме. Позади е детето, па пола. Ајде, нема треба да... Јас сум пресреќен што немам такви проблеми. Немам кола. Каде се вози детето? Кола, кога биле живи мајките, по дефолт, како повозрасни личности, се возеле напред тие. Добро. И А нема- снаата нема кога никаков вози, кој ќе ја стави напред? Мајката, мајка си или свекрвата? И двете назад. Зашо, ама? Да не Па сметаат нека бидат и двете на... Ја мајка ми не би ја ставила дека многу ми суфлира кога возам. Тоа ограничување, тоа се, а вака двете назад ќе си разговарате и полесно ќе помине пат. Многу Исто мудар моје избор. решение. Ама ако посебно се возат, валда е прашањето, аз Не, трите жени у кола, Не знаата трите возат. жени, па возиш мајка ти Добро. каде ќе ја ставиш и ако ја возиш Ја ќе свекрва викам ти двете каде? назад. седиште. Кој Двете во назад. багажник? Во багажник, куферите. Не, двете назад, не знам. Двете назад, добро. Чуваш, багажник. Па каде? Да се Назад. Ај вака На сега. одмор, Ајде латас не за латас. иселување. Кој треба латас? Кој треба да се Шо? вози на предното седиште во колата на синот? Таткото или тастот? Кој? Не му се слушна. Кој треба да се води на предното Или седиште на дедото, во валда. колата Да, на за синот? дедото се мисли. Значи, таткото Или или дедото. дедото? Таткото Да. на сопруга. Таткото како моја колата, како кој ќе се вози до мене. Добро. Многу е јасно. Така? И од почет по Па не знам, ова прашање најверојатно треба да Сака ќе го дека е одговорат возрастен Ненад татко и ми е Латас, до мене. бидејќи конкретно за нив. Која беше за жени си кажав ја. Вообичаено да, и маш ми кога возел додека беше жив свекор ми и татко ми ако се погоделе тројцата. Никој знаел тато напред дека и тато отиде Бог да се опрости, беше голем човек. Па ајде дедо нека седи напред и може заради тоа. Може и Ајде, нив, да, може и нив примерирате. позади ги ставаат и двајцата. Па може и они двајцата позади. Се позади, а? Добро, тоа Па не знам, ова е добро да се размисли правил. Возрастни, повозрастни, по тоа се водам. Се ориентираш, а? Да, така да и не гледам дека е нешто проблем. Може имаат проблеми со повраќање, па тоа што се лоши напред. ама диареи. Па сега не знам. Ајде да прашам сега, исто настанува еден конфликт кога ќе си дојде свекрвата ненајавена, доаѓа на врата, нити звони, нити ништо. Треба ли да се најави, без разлика кој свекор, свекрва, да се јави на телефон и да рече планирам да дојдам? Не, мислам дека Не треба? ако се односите Здрави, нормални, да, здрави. помеѓу луѓето, Нема потреба. нивната куќа и моја куќа, мојата куќа и Точно. нивна куќа, нема потреба да се најавуваме ништо. Ова колку проблеми прави. да видиш. Ја Друго време, други векови, најголем Латас. проблем од сите тука зашто ја најрано сум се женел и сум имал најмал авторитет као муж внесен дома. Па тоа не ми сметало. А сега така си одиш кај ќерката, не најавен? Так на врата? Да, ако има потреба ти одам, да, зашто да не. Добро. И обратно, како што може ќерка ми да дојде Во било дома. кое време. Кај своите, кај што Дома била. си, добре, како ќе се Што оди најави дома?
Добро, зборам ако односите се во ред. Се најавуваме некако по дефолт заради Кој е проблемот кај Дали се стари? дома е, Дали ајде се да дома и прашаме. така натаму, да не снимаат Добро, да не спиеш, да не знам колку е правиш. угодно, не знам. Но и не Денешниве снаи, значи шо? знаат да снимаат по Инстаграм паџи, Инфлуенсерка на некоја? инфлуенсерка некоја, Ти па ги ќе и се фати. отвори врата, па ќе ја фати, не знам, А се кадарот пресоблекуе, таман, да. кадарот сними ќе друго го видео. Абе, нека ја фати у тоа, све е простено, да не ја Ама фати со не, друг. ама не е проблем ако е тоа еднаш или два пати, слушај. проблем е ако тоа се повторува. Јас Кој да ја фати? ова е многу Не, чест да трупа на проблем, пати да. 6 пати се Кога треба да не да најави. речеме фамилии не живеат дистанцирано, туку живеат во прв, втор, трет спрат во куќа, па да речеме не знам, си одат цело време на гости, па се случуваат непријатни ситуации, не само TikTok, туку Да, нема да други влезеш ситуации, така да. и да и Така да. дома да идеш па ќе задзвониш, така. Да, така да. Ако не живееш во тој дом, а твој Ако дом. си има клjuč, па ќе си отклучи, ќе си влезе. Јас би А, не, кажала такви кога работи парот ќе се нема, договори. мислам, не знам. Ако Мене на тоа ми е парот му е несвојствено. важно да се најавуваат, тогаш сме окей, Да се тогаш сме кул. договори, а? Ако на барем на еден од нив тоа им пречи, тогаш треба да се договорат. Иначе Ај ќе сега биде едно веќе друго проблем. прашање, многу сериозно. Дали заради зетот или снаата, или не знам, свекрвата, дедото, би прифатиле да влезете во друга политичка партија? Никогаш. А? Така? Цел живот немам врска Не. со политика никогаш. Нити он да влезе во Па мојата тема за политичка моја. опција, Да, лата спрашам. нити ја да влезем у неговата политичка опција. Јас имам своји политички убедувања темелени на мои факти. Он има на своји. Случајно на жена им фамилијата е диаметрално спротивна на она што е моја политичка опција, да не споменам имења. И тука сме имале кавги, до вреđање, до све, нормално. Секој си е за своите, кој ќе дое слава роѓенден. Сите до 2 среќни, сат сме нели? сите у реду, тој што после останал два? после 2 кој јаде Тешко штапот. нели? Па тука се караме све. Политика е опасна за да влезе у фамилија. Дека си гласа кој за кој. Ја ден денеска не знам моите деца и мојата жена за кого гласале. Никогаш не сум ги прашал во живот. Значи не менјаме партија Не, јавно ти кажувам. за фамилија. Значи, Не, кој не за менјаме кого фамилија за гласал, не партија. знам. А не партија за фамилија. Јас сум бил едно време со брат ми, иде на митинзи на една партија, еден ми на митинзи на друга партија, личиме. И onda чита се бајле по овие порно политичкиве сајтови. Ваму бил латас, таму бил латас. Јас сум бил на сосем на трето место. Е сад човеков личиве. Ако го фатат кадар малци подалеку ќе речат. Нена? Видиш што фино име сегде се. Видиш, да. Би натерал, не знам. Или би побарал да... Не, ние имаме ситуација, да речеме татко ми од една политичко убедување партија, Добро, така а натаму цело време, татко и на сопругата е сосема друга. Немало проблем, нели ги има оние рчкања. Не им е досадно кога во се дружбите, заедно. Да, но тоа е баш за да не им е досадно. И ако се свесни дека не треба од тоа да произлезе расправија, кавга и така натаму, верувам дека генерално сите се свесни дека не треба политиката да влезе во семејството. Не, никако не, тоа е отров. Добро, добро. И само уште едно имаме, значи вика вака. Ако на врата дојде пијана снашката или зетот, значи викаме дека дошла пијана кај свекорот или кај дедото, како и да е. Значи вака, ако на врата дојде пијана снашката или зетот и вика да се отрезнам, не и кажувајте на жената, односно мажот, дали ќе ја пуштите. Зависи. Може ли да ти кажеме да буквално таква ситуација? Ајде. Јас имам најбоља баба у свет. Морам Добро. тоа да кажам. Ме хранела, ме издржавала, ме трпела све. Те трезнала. И пија. На некои години, вака, негде 30-ти Добро. нешто, бевме у Маврово и јас сум се напил флека, до толку да не можев да се качам у Маврово, кога ќе паркираш долу има куќата некои 6-7 скали да доеш до и не можев да се качам. И минус 20 кусур беше, натре беа жена ми, ќерка ми, дедото и бабата. И ја трубам, па сигурно сум трубал 5 минути. Пошто не можам да искочам, а ќе се смрзнам унутра. Значи, ја пијам до толку. И едини кој се симна беше баба ми. Те сожалила? Со сите спавачици на оние женене стари, со сите Овертација мрзнења, оние плюс како, така. оваа градба е, значи, тешко е да оди по Мене не ми е Бразови, тешко, по ако сум редови. оваа градбалата. Да. И она се спушти, ја отвори вратата, ме фати под рука, некако ме донесе, ме легна, со сите тие после пешкири чуда свашта. И ја преживеа благодарејќи на неа. Значи не се симна никој. Не само што не ми забележала, него се погрежи да се оправам Остане што е тајна. можно побрзо. Сега, не се опијам толку често у живот, не правам насилство. Али ако памтиш пијам. пијанство. Са памтам. Овде посебно памтам, пошто после 3-4 минути ја фати паника, да дури минус 20. Знаеш, она кога не може џама да го отвориш у Маврово кој е залепен. Так.
Викам, па ја оде како после Ќе останеме без зет. Сам ваѓа кој ќе тоја. Она за тоа рекла. Без зет. Имав и јас вакви ситуации како лата со бабе. И ти пијан кај бабата, не дома кај жена. Од караоке кај баба. Да речем, ако работа. сум бил во тој дел на Македонија, нели, поблиску. Најлесно ги спомнам. Односно, нели, незините на супругата се во Велес. Да биде појасно, нели? И сум имал ситуации кај што сум дошол пијан. Нормално, како што рече и Латас, јас не сум насилен кога сум пијан, едноставно со песна Сите ги влетувам и со песна излегувам. Така што од бабе само може нешто за трезнење и сум проаѓал Значи се наистина. плашите од жените. Што се плашиме од Па жените? сте се плашеле? Па не идете дома, идете баба и да ве... Нели? Баба да ве трезнат. Не ми било проблем, муабетот, не ми било проблем Ја пијан млада да баба отидам има. кај незините. Да. Не идете кај жениве да ве трезнат, него кај бабите. Оти оваа женава може и со нешто друго да те отрезни, да те... Може да не се разбудиш. Одма го изврте муабетот, Лата, значи како ги изврте муабетиве? Женски. Ти едно се трудиш. Или имаш така? логика и женска логика, тоа не е исто. Да, различно е точно. И еве сме назад, значи... Некој компир у рака, некој кафе у рака. Некој нож. Кој за што заслужил, значи, девојките ги имаме со компир и Ние со за нож кромпир во рака. заслуживме. Снежа каква домаќинка си, за кромпир заслужија гости. Али нема Мислам, камера. замисли сукала да ни дадеше, па да почнеме да сука. Добро е што на компир завршите, остај може и нешто друго, да требите орис Ама тука. немаш нож. Имам нож. Има Значи, нож, вака малце сега. етапа, ама ќе Значи, се вака најде. сега. Ке видиме која од вас ќе биде поуспешна. Значи, намерно ножот е тап за да видиме како ќе се снајде снаата. Оти, например, дошла во куќа, уште не знае кој е каде. Нема остри ножи. Нема прибор, нема прибор, ножеви. нова куќа. Свекрвата ги тргнала намерно. И да ти ги дава. За не дај Боже И ги нешто да собрала од се случи. чеизот нејзин, да. Вашата задача е сега да почнете да љупите и ќе видиме одредено време, значи ќе кажеме стоп и после тоа ќе мериме, имаме мерен инструмент од нашите драги пријатели Меркур, значи со шублер. Шублер ќе ме. Ќе измериме која Шублер. сна подобро. Најпрецизен мерач И на ти лупени појша кромпири. стаж имаш, не е фер. Ајде. 3, дали може? 3? Кажи Ама не, Четири? ама мене Има време? црва ми не ме тренирала за 3, 4, ножеви. почнуваме. Ајде. Љупи. Ајде. Види. И дајва како го фати. Ја ви реков, значи, најголем дел од мојот животот како што сум брак го поминав у кујна. Значи, ја кога не сум у студио, сум у кујна. Љупи, ајде. Не те шетале те, бе? Љупиш и Не ми шета, како ќе ми шета на ваа рака, ќе шета ли белата? Не, мужов викам да те шеташе како од вицот, лево. Не, мужот ме шета, ама си уживам и дома кога сум у кујната, нашетана сум, види да Ти не се па у кујна, ќе тоа се хотел. Па како нема у кујна тројца мажи, како да ги оставам сами? Е, да. Тие треба ли да јавам? Видиме кој прв ќе изљупи и ќе мериме колку е дебела љушпата. Јас сум 3 брата, мајка ми никогаш со нас не ручала. Никогаш. Оти имала работа. Ја Цел тебе ли ги живот правам, стоеше битно ручек наоколу. на време. Да, заврши. Кинкава на земја ги фрла лушпите и тој момент имајте го. Упред. А Латас ти готвиш или? Ја да готвам? Да. Не знам Зашто? Не знам да готвам. Не те научила од дома мајката. Не, аха. напротив, ја мајка ме научи да пеглам, да готвам. Од млад ми рече кој знае каква ќе земеш, да си знаеш. Јас сам ги пеглам своите кошули, бидејќи никој не знае да ги испегла боле од мене. Како што бебето никој не знае да го избање подобро од мајка му, значи имаме тоа нешто, не? И за ова имам у Зелениково една кафана, и една жена што спрема јадење, која не може да го спреми никој на тој начин. Така, добро. И се Значи, глупо е да мериме. имаме нова фраза да од сега натаму. Да има овие што возат точаци често доаѓаат кај неа Скопјане. Са не можеме боле од неа, некој што скупо, зашто да не пре жената? И она задоволна и ја, ќе си земеш ручек, и мојата жена задоволна, ќе дојде дома готово јадење. Сите среќни. Убави. Така ли, испеглани Убави. кошулите. Запамти што ти кажам, Ајде, да новчаникот и креветот. Ако ги решиш, све си Се реш. решила. Нема проблем, нема што да решаваш. Другото е играчка. Да. Добро. Готови се? Охо. Готови. Да. Ајде, види сега. Океј, работата е завршена. А компирите се изљупени, така? Меѓутоа, многу е битно колку отишло по фира, така ли? Да. Значи, колку е дебела љушпата. Дајте да измерим. Дебела е мојата. Дебела е, вака од око, Јас да џабе ти ги кажам, те гледам преку А, нејзина. опрози. Дај да видиме Бојана.
Дај да видам тука, дајте ми. Ајде, молам, Латас, чекай да ја одберам. Дајте наваму, еве само ќе Нека се покажам. одберат најтенка, сама да си најтенка. дојде. Бери си сама лушки. Не мори, дај една. Една? Ајде, Да најтенката ќе ја избере. Паче. Ти избери најтенката, бе, кој ти брани? Бе. Еве ти. Овде на спојот. Има и тука едно спојче, дај го. Дај го. На спојот. Леле, пола кромпир го излупила. Па година и пол стаж имам. А дома не лупеше ли кромпири пред да се омажиш? На Бојана и паднал Дома поглед. Ја не знам дали да мерам на шубера. Не, знаеш дали како? да мерам, Дај не да знам, изберам, глеј. дај. Не ме тренирала мојата на лупење кумпири. Колку изнесува ова, кажи? Прво треба да го штрафиш и не толку силно да го стегаш, зашто го правиш потенок од реално што е. Добро, ајде. Значи, Добро, сега може идеме. прв пат е со шублер во рак. Не пуни 2 милиметра е овој, чиф е овој. Добро, На продукција. Тој не пуни 2 2. милиметра. Не пуни 2. Треба да земе некоја златна средина, пошто има дебело и тенко. Ајде. А ово е поише 2, скоро 3. Ја реков ручекот битно на време ќе биде готов. Колку е? Колку е? Тенко, тенко. Анита ја прогласуваме за победник. Награда Браво. Награда сама да си го свариш. Ке Домаќица. си го сварам. И можеш и двата компири да ги семеш, што знаеш. Нема потреба. Снеже имаме дома компири, фала ти многу си љубим. Фала ти што. Фала ви многу. Ај сега да се уезбилиме. Добро. А сама Значи, ги можело лепиш и со дома? тап нож да се сече, а? Можело и со тап нож да се сече само ако си има Ако се волја. снајдеш, се Кога е може. зорт. Кога е Да, зор, кога е зорт. така, Сега нели бевме приморани затоа што трка каде имаш. има волја, таму има и решение за се, Да, така што се ли е? мора не е тешко, знаеш. Добро, добро. Ајде сега вака. Пивнувате и кажувате. Прекрасно е, благодарам, или не знам, имаше некој виц, стварно е јако, како беше направи ми кафе, јако како мене, сладко како тебе, такво нешто. Или црно како мене, а? Ќе пробаш ти прв? Ајде. Прв ти? Ако ве намести, снежа Ајде. трепнат. Да, да. Или насме се само. Насме се само. Со прашок или со солка? Типично прво кафе кога одиш да бараш жена. Да. Солено. Солено, да, така и мисле. Ама и сега што ти кажеш, може сгрешила. Прекрасно кафево. Не, Само кај- да не е благо. Благ ми е Таман си го животот. погодила. Со тебе, невесто Си го моја, погодила. дојди си. Добро. Ако неговото било солено, не знам твоето какво. Ајде, мркни Да ти малце. кажам, прво јас сум се женил Страф од му е. куќа кај што е од галичани и од власи. Нема кафе, нема ни кафе. Со зрно варели го варе. Од дома, ако си донесеш. Од завчера тоа чаша за стојала. Не знам какво е ова. Не Ајде. пијам турско ја, тоа е проблем. Не е турско. Какво е? Еспресо. Од снаата. Че само да го видам. Абе, ајде, дрмни едно. Ајде, три. Како веќе дрмнеш да не видано. Да го дрмне. Ајде. Ајде. Леле, не се Бетар напи твоја. лизна. Бетара. Солено Што ти кажеш на снаата? Убајно. Да Врска смени немаш. мајката. Дај една ракија. Да смени мајката да донесе уште помлад од 40. Добро, како е Власи вашите кафе ќе ликови прават. доволно покажаа колку сте задоволни или не од кафето што го смеете. Така да се во ред. Ајде сега вака. Абсурдните моменти, значи, во браковите имаме вака. Ќерките бираат по таткото, а синовите по мајките, така? Шо бираат? Па бираат сопруг или сопруга, така ли? А, мислиш? Тоа значи дека, нели, мојот сопруг има сличност со таткото, Те така ли? разбравме, ама не знам дали е баш така. Не, Во така. денешно време. Нема Па сличност. последно да е по свекрва ќе го одбере во денешно време. Па тоа сакам да Знаеш прашам. како обично викаат дека мажите бараат нешто што наликува на мајката. Е така. Бараат. Некој може ќе се најде, некој може ќе му се погоди, некому не. Не знам, значи, дали е тоа на вистина така. Еве, син ми помалиот, има девојка и вика, мамо, многу сте слични. Значи бара. Сега, дали тоа случајно се погодило? Дуре мал. Да, ма ја мислам дека да, дека се уште е премал. Не држи А водата. инаку, Снеже, клуч за сето ова, ја пак ќе кажам. Ако мажот си ја сака жената, ако жената си го сака мажот, ништо на светот не може кавги да им направи и да ги раздели. Затоа што секогаш таа поддршка ќе стои. И секогаш мора да имаш баланс. Јас само да ви кажам еден пример, пошто сестра ми живее во Србија, како они комуницираат со свекрви. Они се сакаат највише на свет. И они у нива, у Србија. И нели трактори, мактори, отворено свето. И она вика, мамо, Ваня, ја слуша.
Мамо! По свекрвата ја вика? Сната ја вика свекрвата, сестра ми конкретно. И на крај Јованка, и она, на, те се ти звала, јок, твој покојни деда. И оно функционира тоа, разбираш, ти замисли на некоја на денеска на свекрвата да ја кажеш така, одма тоа ќе биде, жена ти вака. Меѓутоа се е до менталитетот. Ако ти си среќен и задоволен од таа куќа, секи ти биде окей. А ако сакаш да бараш рачка и ако нешто нонстоп ти пречи, тогаш е до тебе проблемот. Не можеш ти да ги смениш. Никој не можеме ние да се смениме. Меѓутоа мораме да си најдеме некој баланс и некоја средина како тоа за сите заедно да функционираме. Имаш ти семејства кои што немаат избор денеска, живеат по 6-7 души. Тие ако се караат секој ден, што им остане нив од живот? Да не навлегуваме. Толку, да не бидам. Да, си ја погодила за тема. Многу убаво си кажа. Тема, сакам да те прашам, дали ти гледаш слични карактеристики кај тебе и кај свекрвати? Да. Да? Да. Затоа сме најболи другарки. Да, добро. Ете, ја не знам, ја немам ништо слично со свекрвата и не знам што нашо. Тоа се многу несвесни процеси. Ние свесно не ги бираме, да речеме, не знам, бирам маж или дечко што ќе личи на татко ми или бирам девојка што ќе личи на мајка ми. Тоа се многу несвесни процеси. Некогаш може да е тоа физичка карактеристика, некогаш може да е градба на тело, може да е убедување, став, уверувања или некои специфични работи кои што да речеме оставиле белек, но не значи дека тоа апла ќе биде копија. Тоа се многу несвесни процеси кои што се случуваат кај секој нас, ние сакале или не сакале, тоа се случува. Но не значи дека ние клонови сега ќе најдеме на нашите родители. Имаш двајца конкретно кои што одбрле. Вајда се водели или не се Па види, водели. жена ми прво, не, жена ми ништо нема заедничко со мајка ми по ниједна основа, а јас сум веројатно диаметрално спротивен тип од татко ѝ. Значи не диаметрално, него ултрадиаметрално. Ама затоа пак зетот има сличности со тебе. Со мене што да. значи дека Со кирката се мене бирала да. слична на таткото. Јас, ако со некој у фамилијата сум имал борба за превласт мушка, сум имал со дедо ми. Он е таков лик, галичанец, 1,90 м, професор кој сака, живеел со жена, мајка у исто време. Жена, мајка, 2 ќерки и он. И сестра му. Цар. Баш. Еден. Ке дое до 4, не сме никој да помисли да јаде. Фриждер не сме дотвори, не да јаде. И сега доаѓам ја, и унутра треба ја да видам мачото. И тука имаш рад, кој јас сум го добил. Па аплауз да ти даеме, што си го добил. Многу битно е тоа. Се изборил. Затоа што растат деца и треба децата да знаат Така, кој им е татко и кој е алфа муџак у куќата. Да, добро. И јас со син ми сум го имал тој проблем за Google, нешто вака пише Google, така и са мене ми го руши авторитетот. Google. И ја му викам, види, онда Google нека ти плаќа школување, кога се разболиш Google нека те лечи. Паметен одговор. Све тоа Google нека ти го направи и дојде ти кај мене решен. А не ја да одговарам за сите твои Ајде грешки. сега да поставам едно вакво А тебе прашање. Google да ти биде татко и мајка. Едно вакво прашање да поставам. Кој треба да го научи синот, односно снаата да се однесува во домот кога ќе се омаши? Дали тоа треба е задача Родителите. на мајката или е Родителите. задача на женото да го На научи? На тој родителите што ја пише донел порасната. дома. Како не, на тој што ја донел дома е задача. На Можеш ти родителите да ја пише донесеш дома. порасната. Така Не можеш да ја доска не е донесеш дома да ја научила. фрлиш од падобран, сега стои се крши глава. Ти ќе ја кажеш, види, куќниот ред кај нас е тоа. А омона не е фрлена на борбено поле? Ама ти треба да ја кажеш Па да тој се куќен снаоѓа. ред. Значи, Ти треба да ја треба да објасниш си ја кои се научат од домашните дома. проблеми. Генерално Така ли? од дома, Дефинитивно од да, дома. оние основни Дефинитивно. работи, како што Ама тоа викавате, најосновни. кукниот ред и она Да што се Сето тушира тоа и си се пешкирот да го земе со себе да така не е, го да се остави. разбираш и од работи кои што треба и ќе ти користат во животот, да не бидеш паразит. Ама Дилберов треба да ја А научи мој кој брак не е свршен чин, дека ние толку тоа што сме донесе. научиле, Не сме си научиле веќе да е толку Не си веќе тип Да, ние Одговорност учиме е. крај крајева. Мажот треба да си ја научи жената како треба да се однесува, Како не ама треба? апсолутно Не, не. Ружна е таа Жената не е ни формулација. слепа ни глува за да не знае како треба да се однесе. Значи, Да, На куќниот ред, Како? куќниот ред треба да го представи тој што ја донел. А она треба А нормално каде ја да се донел? дојде А дома. каде ја донел? Ама ако ја Ако донел живеат у дома заедница. кај него, Да, така, во тоа е- заедница. Ако живеат у заедница. Така е. А нормално дека она треба да има основно елементарно Ама она треба да воспитување. има прво свест и осет. Тоа се подразбира. Кој има осет, више Па нема чекај, што ти да не- има. не А, взимаш чекај од сега за бардовци мажот дома да- ја носиш од, ја взимаш од Ама некоја за куќа. крпали ќе кажеш кај да остава да стои Па крпа. има и такви, тоа е сум видел тоа. Ама тоа се пак е стреми се, да не се фаќаме за Ма нив. не е екстремно, Тоа vrlo значи дека често е тоа. и мажот треба да си дојде Чиниката со оставена готови тука, створени навики, у спална со соба ќе ти однесување. помине со парфемите, не може да
заспиеш 4 дена у таа спална соба, ќе се врти глава човече од Ќе отвори джам, ќе се излуфтира страшно. Па иде у новембар, Кешки на отвори го парфем да джамот. мириса, да не мириса на друго. Не, си има кучни редови. На пржен компир. Тенко лупен. Шипцови. Значи, од дома си ја носиме културата за тоа како ќе се однесуваме во куќата каде што Секоја ќе куќа се има куќа ред свој интернет. Треба да си го почитуваш куќниот ред, ама никој не треба да те учи. Со твоето присуство ќе гледаш што се случува. Оти е многу подруго кога тебе некој ќе ти каже направи вака и вака и вака заради тоа и тоа, а друго е кога ти самиот гледаш и знаеш како треба да реагираш затоа што си тука присутен. Ајде, А не да ти даде листа и ова ти е за употреба на домов и на Абе ти гледа луѓе. ако си глада невеста вечер што ќе му правиш на зетов ти сега ќе се бави со кучни редови. Ќе ти ги објаснам 5 минути, ајде. Ма нема ни да ми објасни, ќе си уживаш бре. И спална. Нема таму објаснување, таму е без зборови. Сега ќе се објаснуваме сапунот кај стои кој ги чисти кодурите. Значи, кука е ред, како што рековме, до 18%, 18%. Да не одјави лата, така не. Поведот ќе ви биде со поговорката дали мајката прави добар син, а жената добар сопруг, а воведот е за поговорките кои што сакам вие да ги искоментирате. Може ли? Ајде. Ајде. 3, 4 од Ненад почнуваме. Читај. Ние уште не отвараме, Не отварате ви уште. играч. Кога има Ико. волја, постои и начин. О, да, ева ја цитира. Тоа е тоа. Дајва ли ги пишуваш овие? Цел ден седев ги куцал, викам чекај за Снежа да ги завршам. Кујна. Така е, Кујна. така е. Така е, добро. Ајде, Бојана. Ајде. Зетот ни е помил поради ќерката, а синот го мразиме поради невестата. Чекај пак да го прочитам. Ајде уште еднаш. Зетот ни е помил поради ќерката, а синот го мразиме поради невестата. Ова сега за второво не знам. А ти си Не ти таа. одговара. Да, дека го мразат, не би знаела да кажам, ама можам да кажам дека кога одиме дома кај моите на ручек, мене ме прашуваат што јаде Филип, што сака Филип. Тоа е И тоа. кога, да, и кога ќе се седне на трпеза кај моите на ручек, кога ќе се седне на ручек кај моите, значи ги имате омилените јадења на мажми. Значи Нормално мене е, никој не ме Да. прашува, никој не постои. Така да за Ајде, првото да, можам да да. кажам дека е точно. Ајде, Анита. Ајде да видиме. Мудрата свекрва добива ќерка на свадба, а дрската свекрва го губи синот. Па мудрост треба, не е дека не треба. За се нешто. Пак ќе кажам, се индивидуално и зависи и од свекрвата и од снаата. Добива ќерка на свадба, не ако е мудра само. Ти може да бидеш мудар, да бидеш итер, можеш да бидеш човек. И добро е ако си итер, ако си човек. Лошо е ако си не човек, а си итер. Има разлика, барем така. Иначе да, се согласувам дефинитивно со ова. Добро, ајде. Тебе што ти се падна? Мене ме ми интересира. се падна. Држи ја. Не знам што е, ајде. Ти си најубав дечко. Си го измисли. Ја реков некоја прича од Маврово пак. Кој ќе докаже другачие? Види. Даева ли го куцала и ова? Да, викам за лата, шо да измислам да не е со политика, врзано, а да наликува на него. Добра пораката што си ми Ајде. ја дала ти, а тоа е дека жената гледала длабоко, а мажот далеко. Што би се рекло, тоа е онаа приказна која со која почнавме дека е најважен новчаникот, односно длабоко, и далеку, односно кревето. Колку добацува дечкото, што би се рекло по скопски. Ако добацува дечкото, миру куќи или оно, миру Добро. куќи. Па решава кревет се, така викаше баба ми. Не, и новчаник. Добро, сега зависи. Ајде, Бојана, Значи не јас ни ќе треба, го прочитам. не ни треба лупење компери. Ако стане од креветот гладна, имаш проблем. Точно така. Ајде, мојево да го искоментираме. Ајде, име. Бегај подалеку од касната пиперка и оставена жена. Ау. Зошто од касната пиперка? Е, од љута била. Некој ја го Да, ја оставил некој. Да. Чекај, како беше и од каква жена? Оставена. Оставен. Не е така. Не, Зависи. не важно. Какви утешенија има да оставени жени? Па Добро. приказки. Одлично искоментирани, значи мислам дека ова се и генерално некакви заклучоци на целата дискусија која што имавме, нели? Да. Така си се погодија.
Па да, така си се погодила. Од друга страна, знаеш, не може еден генерален заклучок на тема која што е толку различна затоа што сите ние сме си нели тоа што сме си. Некаде ќе се погоди, некој ќе се чуди на реакција на друг, некој друг е тоа сосема нормално однесување и комуникација, пак ќе кажам. Тоа што го вика латас новчаникот спалната и љубовта. Ако немаш љубов, нема да имаш никогаш поддршка, ако си ти тука дојде на така чисто како за мозоукрас или морал да те земе. И се решава тоа, она што вика 2 години сум само у брак. Порано јас сум се нервирала, искрена сум. Мислам, знаат и тие кои што више ми ги нема. Чашава тука ваму стоела, сум ја враќала. По некое време ќе осим, што ми гајле кај што чашата. Што ми ја гајле кај што. Добро. Сето тоа се учи. Премна е за свекрва, тоа ќе учиме. Дај Боже, дај. Јас мислам дека со емисијава се продаде. Значи, да се продаде, пари, зашто пари. Емисијава ќе има на YouTube. Ќе има, готово. Ви благодарам многу што бевте мои гости. Фантастично одработена тема. Поздравија свекрвата. Свекрвата ќе Морам да кажам фамилија на дека сопругот. да, си се докажала вечерва. Прекрасна инспирација ти направила за емисијата. Да. Повелете, ова се ваучери од нашите драги пријатели. Ајлата се ако сакаш по Еве, јас ке поминам Ти благодарам. слободно. Да. Ние да се земеме онакво за шублер. да е шублер, е таа. Со свекрвата лупите кромпите, мерете се. Ки го поклонам. Ги подели ваучерите од нашите драги пријатели Меркур. Секако, ако ви треба шублер, слободно отидете, можете да земете. Октомври месец е месец на алати. Имаат огромни попусти, така да поминете, земете нешто, па почастете ги свекравите и дедовците и така натаму. Секе да ти кажеме накнадно во емисија. И тука ќе ви се заблагодарам што бевте и денеска наши гледачи. Многу семејна тема која што не успеавме да ја довршиме до крај, така да ќе има и второ продолжение. А вие не заборавајте да не гледате и на YouTube, да коментирате на нашите социјални мрежи, на Instagram, на Facebook и се гледаме веќе следната недела 17:20, нешто конкретно на Телма. Поздрав!